Добар ден, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Наплавне на Охрид Нјуз. Полека сигурно стигнавме до последната емисија од оваа сезона и секако ќе ја посветиме на нашиот бисер Охрид, главниот туристички центар во нашата држава. Ќе разговараме за тоа дали доволно се промовира туристичкиот центар и уште многу теми во областа на туризмот, каква сезона се разбира на очекува, што треба да направиме за да го издигнеме нашиот Охрид на едно повисоко ниво, а сите овие теми ќе ги анализираме со нашата гостинка Нина Кепеска, нашата драга колешка, екс-колешка да кажеме, и во последниве години менаџер за односи со јавности и маркетинг во Адора инженеринг. Нина, добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов и многу ми е необично во моментов, но многу пријатно што сум си во некогашната моја средина. Така, благодарам многу што одвоивте време. Кажав дека темата ќе биде туристичката дестинација, но морам да кажам дека сите овие теми се поповаат вашиот одбранет магистерски труд, кој што го носи називот Односите со јавноста во функција на креирање идентитет на туристичката дестинација. Ви честитам и навистина многу убава анализа и истражувања сте направиле, кои што ќе ги пренесеме на нашите гледачи. Ева за почеток околу односите со јавноста, колку се важни кога во прашање на туристичка дестинација и дали тие се главните креатори и промоција на таа туристичка дестинација? Најнапред благодарам и за честитките и за поканата. И би сакала кон сите да упатам една мотивација. Никогаш да не се откажуваат од она што го сакаат. Можеби некогаш има многу голем број на предизвици, кои што нештата ги прават некако брзи трки, туку маратонски, ама тие кога ќе се издржат, потоа и успехот е подрак. И тоа е се облагородено со многу големо искуство, што е многу важно за една личност и за една професија. Односите со јавноста се моја прекупација многу голем дел од животот, бидејќи тоа сум го учела преку маркетинг тогаш во економскиот факултет Скопје, потоа работев како новинар во Радио Охрид, Ајден, Радио Слободна Европа, онаа страна од на кој што си сега ти на медиумите, а сега сум 12-та година во компанијата Адора инженеринг како лице одговорно за односи со јавност и маркетинг. Значи, односите со јавноста, тоа го разработувам и ми беше предизвик токму оваа тема, воопшто за една личност, за една компанија, за една институција, за здружение, камоли за еден град, дестинација и држава, се на врвот од важноста. Американците тоа го согледале многу одамна, таму е колевката на односите со јавност и на новинарството, нели, на маркетингот, бидејќи и во многуте дефиниции кои што тука ги имам опфатено, но сепак ова не е теорија, туку и искуство и мое искуство кое што го преточувам во книгата, всушност се една филозофија на живење, на управување, на раководење, на одлучување, и всушност односите со јавноста прават слика во умот на трети особи и во нивното срце чувство на допадливост или на негативност. Значи, тие се клучната алатка во случајов за промоција на една туристичка дестинација. Дестинацијата мора да има, како што ќе зборуваме натаму, идентитет, имидж, вредности, потенцијали, но тие се тука. Како ќе знае некој на другата страна од светот што нуди Охрид? Сега се почнува на интернет. Односите со јавноста се дел од тој комуникацијски микс, меѓутоа многу мудро осмислено, да не е она рекламно, сувопарно, како порано, нели, додека се пуштаа реклами во филмовите, ние миевме садови, така, да не губиме многу време, а сега тие се пократки, повизуализирани и многу ефектни. И тие, односите со јавноста, будат емоција кај другите, таму каде што се упатени, и се пренесуваат преку пораки, кои што мора да бидат кратки, јасни, ударни, интересни, памтливи, кои што ќе остават впечаток кај третите особи и ќе се заинтересираат. И потоа почнува приказната. Така, има ли Охрид добар пиар, да кажем? Нема, со еден збор кажано. Мене ми е жал, но овој мој подвиг е, не дека јас сум најпаметната или јас сум саке мудрувам и така натаму, но бидејќи јас се занимавам со тоа, јас имам одговорност кон мојот Охрид. Значи, Охрид е мојот град, мојата инспирација. Охрид ми вдахнува порив, сила, енергија за многу иницијативи во животот. И професионално сум информирала за Охрид толку години.
Сега исто така, во многу пати го вклучувам Охрид во најразлични општествено одговорни емисии и така натаму. И решив, преку една моја подолготрајна маратонска пловидба, која што е уште поинтересно да ја завршиш успешно и да не се откажиш од нештата, токму да се посветам на односите со јавноста во слух или во функција на креирање идентитет, каде што треба да се доискреира и запечати, и во промоција на Охрид во светот или на меѓународниот туристички пазар. Јас жалам што не е разбрана влогата на пиарот се уште кај нас доволно и многу често се сведува на исправување на работите. Откога тие толку многу ќе се сплеткаат, ќе наштетат, ќе фрлат сенка, еве како сега, например, патот бил блокиран, во ред, тој не е направен со години. Каде се односите со јавноста да алармираат навреме, дека не сме да му се случи на Охрид баш во сезона, да нема добар пат, да не е направен, и се прават вакви некои експерименти да се пренасочува по стадиот. Се е тоа функција на односите со јавноста на пиарот. Да. Јас жалам и нека слушнат локалните власти. Јас вчера на денот на одбраната на мојата магистратура се обидев неколку пати да отворам веб страната Охрид.mk. Таа не функционира, не работи, ја нема, не се отвара. Порачав во Белград, таму кај што имам пријатели, отворете, а не можат. Тоа е базата. Тоа е катастрофа. Мислам, може да сум во зборовите малку посилна, ама тоа е реалноста. И сакам да алармирам, значи тие луѓе кои што треба да работат во делението за односи со јавност во општината, во тој сектор што е за туризам и локален економски развој, клер, како се вика, исто така, тие требало да одржуваат веб страната, например, што е само еден сегмент. Или тие кои што се во делови за развој на туризмот, за економијата, за Охрид, сигурно има некои служби или нека формираат, нека направат сектор. Има цел тим на односи со јавност. Кој е тој тим? Они поседуваат луѓе кои што работат во тој тим, но еве за жал некои работи не функционираат. Не минимизирам ништо. Јас имам интервју овде со една колешка наша која што работи во односите со јавност во одделението, многу беше коректна, многу беше агилна, но тоа не може еден човек да го прави. Значи треба тим за тоа, кога во мојата компанија процениле приватна дека треба сектор за односи со јавност и маркетинг, кој што има подкрепа од надворешни субјекти, агенции и така натаму за дизајн и слично, што треба се нели да се искористи во односите со јавноста и промоцијата, тогаш не може ли еден град како Охрид не заслужува ли? Па тука сме луѓето, нека не искористат. Еве, ние сме тука. Така е. Да, еве сега со информации, она што го кажуваме. Да помогнеме, да работиме, да учествуваме. Значи ова да се стави во функција на реализација, толку има истражувања направено, навистина анализи со Кейф, јас ги направив, со Мерак. Значи јас немам 30 години, јас имам 57. На ова возраст, со сето моје искуство, со сето моје знаење и со сета моја желба да се реализирам јасно, да помогнам и на Охрид, јас, еве, го создадов ова. Вие направете го вашето, другите нивното, третите и тогаш ќе биде подобро. Охрид нема пиар. Доаѓаме до заклучок дека не се знае вистинското значење на пиарот и вистинската работа која што треба да ја работат тие луѓе. Многу често се подценуваат, за жал. Пиар. Дека секој може да треба да работиме ние, што е сега пиар? Па ако не се работи, ако не се создаде, ако не се произведе, ако не сработат работниците или не знам што. Или во смисла секој може да биде пиар, не може. Или портпарол, уште попогрешно. Значи, тоа е една цела и наука, и сваќања, и култура собствена, и знаења, и сето тоа треба мудро, балансирано, вешто како ние сите оставаме печаток со тоа што го носиме, како изгледаме, како зборуваме, па сме се граделе, сме работеле, па така треба да се работи на пиарот на Охрид. Дали Охрид се промовира доволно? И каков е во очите на странските и домашните гости? Имате анализи. Овој дел го имате, да. Да, јас направив анкета со не премногу прашања, меѓутоа намерно за да може да ми одговорат на сите, да не е тоа многу заморно, па да не добиам одговори. Опфатив 100 туристи, 70 странци, бидејќи сепак странскиот пазар ни е најголемата целна група и важна. Па да, сепак сликата надвор, без подценување на домашните гости, тие беа 30.
И тие ми даде одговори кои што се тука. Сега јас од она што можам да заклучам, никој не смета дека е целосно промовиран. Добро. Мислам дека странците недоволно, исто така и домашните, значи некаде недоволно, делумно. Вака кажано делумно. Значи комплетно не, но делумно да. А како дознале за Охрид, еве, тоа што сте зборувале со нив? Како најчесто се информираат за Охрид, за да, нели, добијат информации па да посакаат да дојдат овде? Па луѓето кои што јас ги анкетирав, има наши луѓе што се надвор и кои што го пренесуваат тоа, нели? Јас како што го пренесувам, годам во странство, обавезно кажувам. Ке ми рече, Нина, ти предалеку пливаш. Зошто? Како што се плашат, јас сум од Охрид. Охрид има убаво езеро, заштитено од ЮНЕСКО и пренесувам. Исто така и моите пријатели, најчесто. Или, знаете, тоа многу ми е интересно, дека сега давле го во водите на туризмот и издавам апартман во Охрид. Така, супер, одлично. И тоа преку тие платформи, Booking, Airbnb. Директно сте запознаени. Директно, да, и доаѓа странци. И ние ги прешуваме, јас и мојот тим. Значи, секогаш, бидејќи јас не сум константно тука, како дознавте? Па бевме на шетање низ Европа или низ блиските земји и тие веројатно пребаруваат, кое е така привлечно, интересно туристичко место за посета и ки им излезе Охрид. Меѓутоа, најчесто преку TripAdvisor, а тоа е веќе селектирано според рецензии, според ревјуа, а не е оригинално наше. Добро, ни Booking не е за, нели, обезбедување, сместување, ма може ли да има Македонија некоја платформа која што ќе функционира, каде што ќе се застапени и другите туристички места атрактивни и Охрид, каде што ќе може се да се прочита. Ако напишеме Охрид, дека излезе Охрид.мк, и тука ќе најдете се, би требало. Сместување, како да дојдат, во кое годишно време, кога, каква клима има, каде да одседнат, што да видат, што да посетат, култура, историја, спорт и било што друго. Значи, тие дознава некако повеќе случајно, не онака од нас работено. Од човек на човек. Од човек на човек и само иницијативно ако се интересираат. Значи не ги напаѓаат нашите информации како нашто не напаѓаат други. Ако ние отвориме нешто, тогаш не можеш од банери со такви летови, такви сместувачки капацитети да едноставно да го гледаш интернетот, нели, екранот е полн со банери. Нашите веројатно сами се интересираат и сами и авантуристичкиот нивни дух и на љубопитноста ги носи до Охрид. Не, добро сега да не подценуваме, има саеми и берзи каде што учествуваме, нели, меѓународни на кои што се представуваме, има туроператори кои што работат, но треба повеќе. Треба ли да има рекламни спотови? Имаше низ годините, после тоа прекина поради нешто трошење на финанси, но не разбира доволно дека може тоа ќе се исплати, нели? Една моја поента во трудот е, не сум го рекла јас, некој друг, што е од оваа област, дека инвестирање во промоција, маркетинг или во градење бренд идентитет не е трошок, тоа е инвестиција. Значи, ако не инвестираме во тоа, како ќе добиеме? Мене, така интересни ми се тие размислувања, нели криза, ќе се навратам на прашањето, криза економска, криза финансиска, криза здравствена, криза енергетска, и ги сечат трошоците. Каде? Прво маркетинг и пиар. Да. Тоа е најневажно. Најневажно. Па не е така, да. Значи, ако инвестираш во тоа, тоа ќе ти се исплати. Бидејќи тоа после носи и купувачи, и потрошувачи, и гости, и нормално и пари. Дали треба да има ајде, нека е промоција. Мора да има. Значи, треба да има, како Macedonian Timeless што беше, нели? Да. Нешто во тој стил на светските гледани канали, не мора да е претерано, нека е на Travel, на Balkan Trip. Јас дури гледав некои репортажи за Охрид, многу симпатични на Balkan Trip, некој што ги снимал. Значи, јас ги гледам, значи други ги гледаат. Значи, на некој така патнички... Ја се позастапени. Да, на некои туристички канали. Но, оно што сметам и тоа го нагласувам, дека треба да се форсира и фаворизира, тоа е добро визуализирано промовирање на Охрид на социјалните медиуми. И на интернет платформи. Ние ставаме сами, нели, Reels, некој нешто, и сите го гледа, фотографија, видео, било што. Па замислете тоа да биде направено како што треба. Но, според мене, сега вие сте млада, јас сум подух, но нели Инстаграмот е најмногу посетен од помладата популација.
И многу се употребува терминот инфлуенсери. Да. И јас сега, тој е многу важен поим и да речам некоја функционалност, но не само да бидете убави, па да се сликате таму, ваму со часови и така да ги следиме. Добро, во ред. Нека си имате тие инфлуенсерки, инфлуенсери, следбеници. Но ние имаме препознатливи ликови во Охрид. Дали се тоа туристички водичи со години што го промовираат. Да, и што знаат секоја плочка, да, од градот. Комуницираат со туристи, им веруваме. Имаме хотелиери кои што добро се работат, или од угостителскиот сектор, или од културата, од завод и музеј. Имаме луѓе кои што ставаат, еве сликите што се овде, фотографиите. Јас ги избрав, верувајте, најмногу на Facebook профилите со дозвола на авторите. Значи, едноставно тие луѓе кои што без обврска и бесплатно го промовираат Охрид на своите Facebook профили, нели заслужуваат да бидат промотори на Охрид? Да бидат вклучени во некој убав сега тие можат едноставно со кратки видеа на интересни локации, кратки пораки да пуштат. И тие авторитетни да се нормално да им тежи изборот и името, во смисла да им веруваат луѓето, да имаат кредибилитет, и тие да се пуштаат организирано во етерот, односно на интернетот. Јас слушнав еден податок, ако е за демантирање, нека ме демантираат, ама го слушнав од човек што е упатен, дека општина Охрид $1 годишно не троши за промоција во смисла на спонзорирање на постови или фотографии или видеа на социјалните медиуми. Тоа не знам. Дали вие тоа во ред според вас? Па не, како главни туристички центари. Живееме во такво општество сега, така. Ама такво е времето. Мора да вложуваме. Дигитална ера е, така? Да. Ера на интернет, ера на социјални медиуми. Толку за помали пари отколку на класичните медиуми што се плаќале во телевизиите и се плаќаат илјадници евра. Тоа чини толку помалку. Тоа е толку брзо се шири. Што треба да се сети некој? Амеве. Пиар тимот, нели? Да. Многу убави идеи имате напишано во магистерскиот труд. Еве ќе прочитам неколку. 10 годишна програма за развој на туризмот со поддршка на државата, Министерство за туризам, туристичка полиција и туристичка инспекција, на тоа апелираат и хотелиерите многу често. Општина Охрид да воведе квалитетен фри Wi-Fi во целиот регион, систем патува и сега плати подоцна, организирано и со субвенции и реорганизирана промоција на Охрид кон дефиниран туристички пазар. Ова се преубави предлози. Од туристите и од вклучените анкетирани од туристичката дејност. Значи вклучив менаџери и вработени и туристи. Тие ги даваат овие предлози. Нивни се. Значи треба да ги прашаме луѓето што работат со туризам. Да, тие се најмногу вклучени. Тие што вие работите со новинарство? Така, да. Вие ги знаете најдобро. Не може некој подобро од вас да ги знае тие работи. Така. Тие што работат со туризам, тие што се во директен контакт со туристите и што обавуваат таа дејност, тие ги знаат. Министерство за туризам ми предложи туристички водич. Каде ние да се пожалиме, каде ние да се обратиме? Да, јасно. Министерство за туризам. Ако има Министерство за туризам, значи ти му даваш значење на тој делот од економијата. И хотелиери, и туристички работници, од Агенцијата за поддршка и развој на туризмот, ама се уште не се реализира. Значи, нека биде и политичка одлука, зашто е нормално, во рамките на владата, но едноставно, ако туризмот е важна гранка во нашата економија, а за Охрид е најважна, значи порано беше и индустријски центар Охрид, сега не е. Според мене ако ме прашате, Охрид треба над 90% да живее од туризам. И комплементарни дејности, нормално. Се да е тоа поврзано. Министерство за туризам, ако има, значи му даваш важност на тој дел од економијата. Така, апсолутно. Ако има туристичка полиција, ќе има кај да се обраќаат гостите, ако има некој проблем, непријатност, цена поголема или не знам што, нешто така проблеми или туристичките водичи, нека има на најфреквентните места. Нека има кај градското пристаниште, плоштадот, нека има во Свети Наум, Света Софија. Па некои од најразвиените туристички земји во светот имаат Египет, например. Имаат, да. Па нели се чувствуват малку посигурно, така ослободено? И тоа издигнува дестинацијата на повисоко ниво. Поголема доверба имаат нели посетителите. Да, една собственичка на апартмани на крајбрежјето, значи има така убави апартмани, многу блиско до градот, но со работи има странски гости. И јас знам сега дека прво што ќе дојдете, вие знаете, Wi-Fi. Да. Кој е Wi-Fi? Кој е, нели? Да. Замислете колку, тоа не чини многу. Не е некоја скапа инвестиција. Не е скапа инвестиција, а многу ќе даде. Значи тој дошол во Охрид и сега во сред езеро има Wi-Fi. Или на врв на Галичица. Јас бев баш сега во текот на подготовките на
Мојот магистарски труд финализирањето би в Тајланд. Тајланд е многу позната дестинација, Така. многу посетена. 25 милиони туристи лани имало само. И како ние поминувавме по главните улици на градовите, имаше слободна Wi-Fi зона. Например. Да. Ете, тоа е еден не знам, едноставен, но многу добар пример. Да. И треба, значи, реорганизирана промоција. Значи, таа треба да биде добро организирана, добро осмислена, паметно, мудро, стратешки, долгорочно и треба да се реализира. Значи, ако немаме така нешто, таков приод, ако размислуваме од денес за денес, сега во моментов да го решим нештото, ништо. И ке не се случуваат такви приказни, кои што порано и сега го атакуваат охридскиот туризам, па тука е пиарот да превенира. Нели знаеме дека секоја година има, па превенирај, спреми се, бомбардирај, одбрани. Кажи го ти, замислете сега да си ги кажеме сите предности и колку да има нешто негативно ќе се претопи. Да. Така? Нека да сме на крај на разговорот и сега неизбежно е да ги споменеме препораките и предлозите на домашните и странските гости со кои што имате разговарано и вашите предлози за подобра промоција. Кажавте нели низ разговорот, но еве заклучоци, да. заклучоци. Значи, мојата хипотеза беше односите со јавноста дека има значајна улога и се клучен фактор и суштинско нешто во креирање на идентитет на туристичка дестинација и негова промоција, и тоа го докажав низ овој труд. Значи, има голем простор, огромен простор за работа. Треба да сме среќни што имаме огромен простор за работа. Треба да сме пресреќни што го имаме Охрид, овој рај на земјата. Охридските потенцијали, ако ги споредиме со некое друго место, се поголеми. Значи, прекрасно езеро, едно најстаро во Европа и надлабоко, едно од најубавите, природно и во светски рамки. Двојна заштита на УНЕСКО, и градот и езерото. Тоа го споменувам, имаме си својата анализа направено како една од најслабите страни, заедно со нехигиената, узурпацијата и девастацијата. Значи, ние си играме со УНЕСКО, си поигруваме. УНЕСКО е нашиот туристички пасош. Кога јас сум била во едно мало градче Тринидад, во Куба, во абстрактот го наведувам како мотивација за овој труд, штом дознав дека тоа е заштитено од УНЕСКО, знам дека има вредности. Самото тоа кажува, ништо не треба друго. Значи, не треба ние само да зборуваме, треба да работиме. Сега треба некој да пресече, порано викаа машка рака, јас кричам силна рака, и женска нека, и таа знае да е силна. Нештата да се воведат во ред, од корен. Некој ќе изгуби, ама градот ќе добие и сите ќе добиеме. Значи, да се воведе ред во тој дел на, ако е можно, зашто многу е загрозено езерото, многу е загадено, нема регулиран нели риболов, се уништува живиот свет, да, се девастира градот. Исто што е многу важно како заклучок, значи да се престане со уништувањето на автентичниот лик на Охрид. Визурите се менуваат. Тоа започна кога јас бев новинарка, и то нова, така е млада, кога се извади од чашијата калдърмата. И почна од провалијата дојде Охрид. Еден познат архитект во светот дојде и рече: Охрид сега личи како секој модерен град во Америка. Значи, треба да ја чуваме автентичноста и да се пласираат автентични приказни. Охрид има повеќе автентични приказни, но знаете, мене еден испитаник што ми кажа, вика, познати се приказните за бисерите, за езерото, за стариот град, ама сега сме ново време. Сега бараме нови провокации, нови предизвици. Дајте да смислиме што сакате, што ве провоцира, спој со природата. Каде има ваква природа? Ние што живееме во по-развиени урбани средини, ние патиме за природа, за зелено, за сино, за чист воздух, за екосред. И многу важна препорака, особено од странците, дека Охрид треба да се развива како еко средина, значи како екотуризам и просторно-мобилен туризам. Што е просторно-мобилен туризам? Сега е така тоа тренд во светот. Значи, да биде достапен градот за сите. И луѓето со физичка попреченост, и стари, и млади, и жени, така. Значи, треба плажите да имаат пристап, нели некој во соседството тоа го направи. За сите. Така. Треба ли да влезе човек со последни потреби во музеј? Може ли да влезе на скаличките? Немаме услови, да. Ама тоа не е тешко да се направи. Не е тешко, да. Значи, тие се така и повеќе пати тоа се спомна. За хигиената, да ви кажам, многу интересно. Домашните
туристи и нашите вработени во туризмот, тоа не го забележуваат, сме го прифатили како нормално, а не е нормално. Зошто да доаѓаат странци да ни го собираат ѓубрето и да ни учат како треба да го собираме? Да го гледаат и да прават акции за подигнување на свеста. Добра, ајде ние сами да ја подигнеме, сами да го чистиме. Нели? Значи тоа и гастрономската понуда, само да ја спомнам. Гастрономската Охрид како се Дали е еднолична? Да, сега ќе ви кажам. Значи, па деловно. Кога прашањето кој вид на туризам треба да се форсира, тоа е многу интересно. Селективен, сегментиран, најголем број, значи не масовен. Значи не треба да одиме на квалитет, не на квантитет. И треба да го развиваме преку целата година. Имаме, дошле некои словенци, не знам дали вие знаете, јас не знаев, да ги гледаат пеперутките што излегувале во мај на Галичица. Се знаеле? Значи тие дознале, Значи такви приказни некои и цела година водици во зима, нова година, Великден или нешто кога се прават зимници или кога се прави вино. Јас гледав на Балкан Трипс, не е реклама, чисто како алатка го кажувам, како средство за информирање, како некои домаќинства во Рамне, некој во Конско, добро во некој сум била, како се занимаваат со тој рурален туризам, односно собираат продукти за гастрономијата зборуваме од дворовите и тоа сакаме ние. Да ми скиниш, да ми дадеш, да го направиш пред мене, да биде автентично, да биде вкусно, да биде... Се уште имаме вкусна храна. И од нашето поднебие, да не е врезана. Да, значи, се уште имаме свежат што мирисат јагодите на јагоди или доматот на дома, така да тоа треба да се форсира. Културно-историскиот туризам сите го потенцира, природниот, овој просторниот, географскиот, спортскиот, да не го заборавиме. Сега сме во подем и треба да се искористи моментот со Охрид трчат, фантастично отработена приказна. И Охридското езеро, знаете дека е најголем спортски терен во Македонија. Најголем, нели? И тоа треба да се искористи. Да. И сума сумарум, значи сублимирано, приказните си се најинтересни, во смисла оние native telling story така фино раскажани, кратки, јасни, привлечни и емотивни. Значи да не се, бидејќи односите со јавноста, всушност многу често се прикриен маркетинг. Маркетинг, промоција на еден софистициран, фин, на кој што ти е кеф да го слушаш или да ги прашаш гостите што можеме да направиме за вас, да се чувствувате попријатно, тоа се е маркетинг, се е промоција. Значи да се искористи моментот на сите средства што ги имаме на располагање, на револуцијата на дигиталниот маркетинг во оваа интернет ера, кога Booking ни носи гости од сегде, како порано, па кај ќе ги најдеш, па се требаше туроператори, агенции. Сега е моментот да го фатиме моментот. Јас ќе сум најсреќна ако сум мотив со овој мој разговор, за вас и за сите кои што ќе гледаат, дека можеме, дека никој не е никогаш не е ни доцна, ни рано, сега е вистинското време. Кога сака се може. Сега е вистинскиот момент. Јас ви стојам на располагање на сите, еве јавно кажувам, да ти душата ќе ја дадам за Охрид, во смисла на тоа што можам, што знам, ќе го пренесам и сите заедно да го издигнеме на врвот каде што заслужува. Благодарам, многу одлични пораки се. Ова се надевам дека ќе допрат до слухот не само на граѓаните, туку и на властите, нели? Да ги преземат сите овие работи кои што ги кажавме. Нека не сваќаат како критика. Не. Само како позитивна мотивација. Треба некогаш некој така малку да ги раздвижи, нели? И убави идеи кои што ги споделивте. Многу позитивна намера имам. Значи јас најлесно ми е дома да се спијам или да си работам и се. Јас сум жртвувала дел од моето време, енергија, така се. Ама со задоволство и многу би била среќна ако ова продолжи натаму. А ќе продолжи. Сигурно. Ви посакувам уште многу успех. Благодарам. Ќе се видиме повторно со вакви убави информации. Се надевам успех на сите овие теми следно и дека се ова што кажавме веќе да забележиме некоја следна убава приказна. Така е. Благодарам многу. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со нас. Се разбира и цела оваа сезона ве оставам во добро здравје. Довидување.